Првото овосезонско суперлигашко дерби на Битола помина со неочекувано извесен епилог во корист на Пелистер со 25-17. Eurofarm работник парираше десетина минути, а потоа зелено-белите почнаа да ја градат предноста, која изнесуваше 10-7 на паузата. Победничката предност Пелистерци ја стекнаа во вториот дел, кога и Рајичич одлично бранеше, а одлично функционираа и стрелците, предводени од Орионикидзе со 11 погодоци. Овој надпревар е градско дерби, меѓутоа за нас е ист како и секој друг надпревар. Пелистер има уште, ова екипа има потенцијал, меѓутоа имаме уште многу работа за да им покажам на овие момци и да им покажеме заедно со стручниот штаб дека вредат. Мислам дека од 26 јули од кога се собравме до денес одработивме максимално. Првенството е долго, еден надпревар во низата градско дерби кој што овој пат заврши на нашата страна, што не значи дека првенството е завршено. Предстои долга работа, ние се спремаме за она што ќе дојде на пролет. Осврнувајќи се на моменталната ситуација во клубот, Алушовски вели дека атмосферата помеѓу играчите е одлична, а во очекување се во најскоро време да бидат решени и финансиските проблеми. Екипата беше создавана за нешто што треба да дојде на пролет. Знаете дека четворица го напуштија тимот на Пелистер. Просто да кажам, ние не можеме да направиме како се вика квалитетен тренинг. Меѓутоа, јас искрено се надевам дека Битола има ракометен потенцијал, Битола има луѓе кои што сакаат спортот, поготово ракометот, и дека не очекуваат едни нови времења и она што беше Пелистер на времето да биде и во иднина. Пелистер со овој триумф остана сам на врвот на табелата, а екипата на Илија Темелковски веќе денови ве очекува и нов предизвик во првиот историски надпревар за клубот на европската сцена.